Дивата сеча речиси е секојдневие на Шара. Неконтролираното пустошење веќе долг период е застапено на тоа подрачје, за кое се инсистира да биде прогласено за национален парк. Неодамна во јавноста се појавија фотографии од лешница на кои се гледа сечење на дрвја, но од планинарскиот клуб Љуботен објаснија за што се работи. Во врска со сечата која што се случува на лешница, тоа е официјална сеча, не е официјална сеча затоа што треба се речи шумата не. Туку во текот на зимскиот период, не знам јас кога, нели, одиме често во еден дел од зимскиот период, од силен ветер и нанос на дрвета на снег кој што имало, една огромна површина која што се наоѓа на средна карапа која што гледа кон страната на плат, дрвата се изрушени. Значи тоа се испокршени дрва, тоа е огромна површина. Не знам во кубни метри тоа колку да го представам. Некаде се зборува со шумарите горе кога разговаравме дека околу 1000 кубни метри, така да тоа е шума која што е испопадната, нели? И сега таа шума е ред да се расчисти, да се исече. И тоа е причината зошто на лешница има толку дрва извадено на сред лешница. Тоа е единственото место каде што шумариве може да функционираат и да работат, затоа што е стрмно непристапен терен. Го видовме тоа, така да тоа е во врска со она што на лешница се случува. За остатокот од планината, од Љуботен велат дека се одвива организирана гола сеча, која е навистина лош призор. Тие постојано апелираат до надлежните овој проблем конечно да се реши. За разлика од лешница на цел другиот дел од Шарпањана се случува дива сеча која што пак можам да кажам дека не е од локалното население, туку е од организирана сеча затоа што е гола сеча, не е тоа сеча, нели, тука дрво па внимаваме, па каде дрво па, нели, тоа локалното население го прави затоа што има и своји имоти сеа, но е гола сеча која што е страшна за гледање. Исто така од туристичка гледна точка не е во ред тоа што се случува затоа што тие сечи се случуваат на патеките, планинските патеки кои што ги имаме на Шара и буквално вдолж таа патека лево десно има сеча, што воопшто не е пријатно за туристите кои ќе, нели, се од една страна сакаме да привлечеме туристи, гости кои што тука ќе остават, нели, финансии, средства кои што, нели, треба да живееме и да одиме понатаму, да имаме реклама надвор за да доаѓаат повеќе. Ние тоа не можеме да го добиеме во следниве години затоа што Шара е баш вдолж тие патеки кои што беа интимни патеки, мали патеки, се сече дрва, се отвараат патишта, буквално патишта се отвараат со багер, кои се потребите не знам. Нели, од една страна викаат дека заради шумското, од друга страна заради пасишта, кои да знае приватни отвараат патишта, така да тоа е нешто што е доста хаотично на Шара и е еден момент кој што е негативен и кој што негативно ќе влијае на туристите. Сето убавина ја имаме, се имаме што имаме, но за да се дојде до таа убавина треба да еден дел од патиките да ги поминеш, така да не е пријатно воопшто. Доколку Шара се прогласи за национален парк, од планинарскиот клуб Љуботен велат дека се надеваат од и целата оваа ситуација ќе се доведе во ред. Додаваат дека ќе биде потребен подолг период за природата да се обнови.